Дали поранешниот премиер ја купи слободата со политички азил во Будимпешта? Додека полицијата пребаруваше и претресуваше во Скопје, Никола Груевски веќе бил далеку од дома. На Facebook профилот напиша дека решил да замине од Македонија после заканите по неговиот живот кои ги добивал во последниот период. Јас сум во Будимпешта сега, побарав политички азил од унгарските власти. Секогаш ќе останам верен на каузата на Македонија. Никогаш нема да отстапам. Извори од полицијата велат дека се проверува локацијата од каде е објавен статусот на Груевски и дали тој навистина е таму. Тој не пријавил закани досега, велат од МВР. Неговиот грб го чуваа 6 телохранители вработени во 6-та управа во МВР согласно законот за влада кој беше донесен во негово време. Обезбедувањето му следува до 2026 година или онолку години колку што бил на власт. Последен пат Груевски ги побарал бодигардите во четвртокот. Неговото обезбедување го ставиле дома на 8 ноември, некаде околу 23 часот, тоа според изјавите кои што се дадени од страна на обезбедување. Ако екс-премиерот навистина е во Унгарија, тогаш границата не ја преминал легално, бидејќи и личниот и дипломатскиот пасош му се во судот. Но останува прашањето, кој му дозволи и помогна на Груевски да побегне? Кривичен и полицијата со меѓусебни обвинувања. Кој е одговорен за неговото бегство? Полицијата работи исклучиво врз основа на наредбите кои што ги издава судот и полицијата без наредба ниту може, ниту смее да следи било кого или постојано да биде присутна со него околу неговиот дом само заради тоа што се води судска постапка за него. Затоа постојат мерки на обезбедување, а таквите мерки на обезбедување ги определува судот. Председателот на Скопска единица ја префрла одговорноста и кај МВР и во СЈО. Во случајот Тенк, од самиот почеток на поднесување на обвинението до соопштување на одлуката, во ниеден момент по однос сега бегалецот Никола Груевски не била барана мерка, било каква мерка, а по најмалку мерка притвор. За разлика од него, во истиот предмет, каде што на почеток не се бараше мерка притвор за сега осудениот Ѓоко Поповски, по објавување на пресудата од страна на специјалното јавно обвинителство беше побарана таа мерка и судот ја определи. Никола Груевски остана без пасошот во јули минатата година. Тогаш СЈО бараше притвор за него за случајот Титаник, пошто кривичен, а потоа и апелација му одредија поблаги мерки. Од обвинителството на Катица Јанева одговорија дека еднаш бил побаран притвор за Груевски, но судот неодговорно ги одбил нивните барања. Сега чекаат официјална потврда дека тоа е во Унгарија, а потоа и ќе одлучат дали и за кои други екс-функционери ќе бараат построги мерки, за да не им се повтори уште некое бегство. Откако од надличните институции ќе биде официјално потврдена веста дека Груевски побарал азил во Унгарија, тогаш за секоја одлука што ќе донесе специјалната обвинителка Катица Јанева, јавноста ќе биде навремено известена. Каде е Груевски не знае ниту неговиот прв братучет Сашо Мијалков, кој не сакаше да го коментира бегството. Дали знаете дека се крие негде на некоја амбасада? Фала. Зашто фала? Неофицијални информации до кои дојде телевизија 24 упатуваат дека поранешниот премиер се наоѓа на територијата на една соседна држава, членка на НАТО. Адвокатите на Груевски лани во октомври бараа од апелација да му бидат вратени пасошите како лидер на опозиција кој мора да патува во странство, а како доказ приложија писмо од премиерот на Унгарија Виктор Орбан, кој го кани на средба да дискутираат за политички прашања. Дали и кога Интерпол ќе почне да го бара Груевски, ќе зависи од потврдата дека тој ја напуштил Македонија.